Здраво! Денес ќе го видиме овој продукт. Ова е Toxic R9280X од Safir. Кај нас овој продукт може да се добие, односно графичка, да се земе да се купи само DD-ком сега за сега. Што е малце штета. Во ова видео ние ќе видиме што отприлика има на кутијава, што има во незе. Во следното видео ќе збориме повеќе за самата графичка и некои незини спецификации, детали, такви работи, а во третото видео ќе има нешто за незиниот перформанс, можности и краток заклучок. Ајде да почнеме. Значи вака. На сама кутија можеме да видиме дека доаѓа со HDMI high-speed кабел. Доаѓа графичката со 3 GB GDDR5 меморија, која за денешни стандарди и услови е окей, доволна е за Full HD резолуција и играње. Освен ако не користиме модови или некои од овие нови позахтевни, да не кажам неоптимизирани игри. Има фабрички оверклок, не многу голем, максимално достигнување е до 150 МHz на јадрото. Доаѓа со 3X Fan технологија, ама ова е Toxic 3X Fan технологија, не е истата која содржи 3X-от на 290-ката или на VaporX-от. Доаѓа со најновата генерација на GCN архитектура, односно тоа е архитектурата која може да искористат девелоперите, програмерите, да базираат нивни програми и софтвери врз основа на таа архитектура за да се искористи хардверот која го нуди оваа графичка. Доаѓа со UEFI компатибилност, односно UEFI компатибилен BIOS, кое што може во новиот Windows 8.8 и со поновиве генерации на матични плочи, повеќе твикови средување да правиме во BIOS за самата графичка, па и надвор од него. Доаѓа со Toxic Features. Toxic Features се, значи, поквалитетен, многу подобар кулер на самата графичка, поквалитетни бирани делови, односно јадрето е она cherry picked, што го викаат, бирано за да биде подобро, да може повеќе да се оверклокува, повеќе да трпи терет, да биде подолготрајно. Исто и така и за другите компоненти, односно меморијата, самото PCB, односно плочата на која се гради цела графичка. И тоа. Ајде да свртиме од позади. Од позади на самата кутија можеме да видиме сликичка како би изгледала нашата картичка од прилика и како таа шмука и не знам пушта во воздух, што значи ни покажува дека поголем дел од воздухот ќе го фрла, топлиот воздух ќе го фрла во самото кукиште, што тоа би значило дека нас ни треба поасано, проветрено, поголемо кукиште. За должината ќе збориме во другото видео. Исто така, можностите на оваа графичка се едни од оние значајните можности се AMD Infinity, на која може да поврзиме 6 монитори на оваа графичка. Има таа GCN архитектура која ни помага со игриците, односно најновата едно од поновите верзии на DirectX, например 11.2. Друга ствар, Application Acceleration, односно апликации кои поддржуваат таа GCN архитектура, добиваат бенефиции уште побрзо да се завршат некои задачи кои им се дадени со благодарение на архитектура на оваа графичка, нешто како на NVIDIA CUDA јадрата, односно за видеоедитирање. Crossfire, да поврзиме две или повеќе графички заедно. PowerTune, да си ја регулираме, да спреме профили поточно за самата графичка. Например, диригираме еден профил со одредени спецификации. Например, за бенчмарк друг профил, за видеоедитирање трет, за обична работа четврта, каде што нема да ја искористува целата моќ на графичката, ќе биде поштедлива, такви работи. Доаѓа исто со 3X. 3X е уствари софтверот кој ни помага за да дојдеме до тие профили
во Windows, кај што си ја сетираме графичката, нели тоа што ви кажав колку работи, да видиме кој BIOS е, подетални спецификации, доколку има BIOS апдейт, да се симнеме, да се ставиме на незе тие ствари. За оваа графичка на нас, да видиме, кај пишуваше. Тука вика дека ни треба 750 ватно напојување. Искрено не треба толку 750 ватно напојување. Не треба некоја поасално напојување, тоа да. Што би значило од 600 вати, 650 вати би биле доволни за нас, бидејќи зима 75 вати од самата плоча, доаѓа со два пински, 8 пински конектори за струја, од кои еден влече по 150 волти. Сега да видиме што доаѓа внатре во оваа кутија. Во оваа кутија доаѓаат две други кутии, од кои едната ја содржи графичката, другата ги содржи дотоците за таа графичка. Сега ги покажеме. Во оваа грда картонска кутија, тука е графичката. Во моментов е празна, ама ќе ја подотвориме колку да се види. И тука се содржи графичката. Има ова заштита, доаѓа у добра дебела антистатик кеса, за разлика од порано бајаги потинки што ги дава. Ама работа е што е неверојатно грда картонска кутија што ни циган не би ја земал. Во другата кутија се наоѓаат додатоците кои доаѓаат со оваа графичка. Тие се HDMI кабел 1.2 или 1.4 генерација, не ми текна точно, кој е повеќе од доволен, искрено за кај нас, бидејќи ние играме со најчесто на Full HD резолуција, 60 Hz, односно 60 фрема, максимум тој монитор може да ни прикажи, овој кабел е супер, повеќе доволен за тоа. Доаѓа со овие двата Molex конектори, мислам од Molex во PCA струјни конектори. Искрено, ја купувате графичка која кошта бајаги, а немој да купувате напојување од 1500 денари или најефтини. Купувате само такозвани real power напојување, што најчесто се од по тие спрема јачината да варира и цената, ама најчесто да кажеме грубо е од 100 евра па нагоре. Или на старо се најде и за пониско. Зашто ако ставите вие лошо напојување на оваа графичка, може да дојде до ризик да се запали нешто, да цркне, да не боже, изгори графичката и сте ги фрле парите за џабе, така да одвоите некој денар плюс за поголемо долготрајност, баш како ви остане напојување. Ова е конвертор од Full DisplayPort во Mini DisplayPort, што е најмодерниот тип влез за конекција на вашата графичка до вашиот монитор телевизор. Остали нема везе, потпуно истата работа, само што е помал. Работите што може да стават повеќе влезови мали, им помага на дизајнерите на графичката да стават повеќе влезови позади на графичката, користејќи овој Mini DisplayPort наместо вакви големи. Што доаѓа друго? Доаѓа Crossfire Bridge. Crossfire Bridge е старовремски грд бакарен што мора да се замени. Со овој може да се додаде само плюс уште една графичка. Тоа е тоа. Друго. Доаѓа буклетче, односно рекламен материјал на Safir и за нивни други продукти кои може да се зачлениме тука на нивниот сајт. Тука содржи од позади серијски број за модел на нашата графичка и може да учествуваме во наградни игри ако имаат во иднина. Доаѓа Quick Installation Guide, односно ни покаже ова како да ја инсталираме нашата графичка во нашиот компјутер. Ни помага како да го конектираме све тоа до нашиот монитор. Ни има нешто кратко објаснување, така. Гарантен мал лист. CD со драйвери. CD со драйвери е добро да се зачува доколку правите чиста инсталација или немате во моментот
интернет и да се стават колку да имате тие нешто. Иначе, секогаш симнувајте ги најновите драйвери од AMD сајтот или од ваше друго место алтернативно милено. Освен тоа, доаѓа со мала значкичка од Сафир. Ова искрено е катастрофа значкава. Не би сакал да ја имам залепено негде. Пуше опачки ја држам. Чекаме се да видиме да подзумиреме. Таква светлеча нешто, треба да ги направат више овие алуминиумски метални нешто по премиум да се осеќаме. Па значи тоа е тоа што доаѓа со оваа графичка во оваа кутија. Фала за гледање, се гледаме во следните видеа. Чао!